10 милиони денари е инвестицијата која Министерството за образование ќе ја вложи во двете подрачни и средното училиште во Виница летово. Најавените капитални инвестиции за Виница се реализираат и во пракса. Деновиве започнаа градежните активности на руинираната спортска сала во село Градец, која заради опасноста од рушење со години ги скратуваше спортските афинитети на учениците. Почетокот на активностите повод и министерот за образование Панче Кралев, првата работна посета на општина Виница да ја започне токму од подрачното училиште во селото. Училиштето, како и салата, се градени во 60-тите години, но училиштето беше реконструирано во 98-99 година. Освен салата, ги има сите услови за едукација и престојно 85 деца од прво до 8 оделение, кои од новата учебна година ќе ја имаат и новата спортска сала. Денеска сме во посета на општина Виница со единствена цел да ја означиме почетокот на реконструкцијата на 3 објекти, училишни објекти на територија на општина Виница, значи објекти кои во иднина ќе има за цел да им обезбедат уште поквалитетни услови за учење на сите ученици кои учат во оваа општина. Значи, вкупна инвестиција обезбедена од страна на Министерството за образование и наука во соработка со општина Виница, негде приближно 10 милиони денари, со кои ќе бидат опфатени 3 училишни објекти, ќе биде реконструирана физкултурната сала во село Градец, во подрачното училиште Славчо Стојменски. Вториот дел од владината инвестиција ќе оди во реконструкција на подобите во средното општинско училиште Ванчо Прке. Според директорот Ангелов, предвидено е комплетна замена на подобите во 8 училници во училиштето. Во подрачното училиште Гоце Делчев во село Истибања, кој во новата учебна година ќе стартува со 100 ученици, ќе се врши замена на дрвените прозорци, а средбата со министерот се искористи и за барање решение за грејењето на децата. Овде во средното училиште Ванчо Прке, значи ќе бидат заменети подовите, а во подрачното училиште во Истибања, значи ќе бидат заменети прозорците, со што ќе се обезбеди и подобра инсталација. Ова е дел од програмата на владата на Република Македонија за подобрување на училишната инфраструктура. Токму овде во општина Виница, значи заедно со градоначалникот, со општината, и секако со фактот што и собранието и пратениците го изгласаа буџетот на Министерството за образование и наука, обезбедивме вкупна сума од вредност од 10 милиони денари кои ќе бидат инвестирани со цел да ја понапредиме и да ја подобриме образовната инфраструктура токму во ова општина. За рокот за изведба е 90 дена, значи за по истекот на овој рок ќе бидеме токму овде повторно во општината да видиме и на лице место значи изведбата на овие инвестиции. Според градоначалникот Дончев, оваа инвестиција е една од најголемите во образованието во Виница досега. За прв пат во една година од страна на Министерството за образование ќе бидат вложени толку средства. Јас сакам да искористам оваа можност до министерот што да му заблагодариме јавно што најде на разбирање на решавање на нашите проблеми во овие подрачни училишта и во средното основно училиште. Инаку во тек на реализација што се однесува во делот на образование, тоа е и адаптација на просторот во основното училиште Гоце Делчев за лица со посебни потреби и изградба на 2 тениски игралишта во ова училиште. Се на се, во почетокот на наредната учебна година ќе започнеме со неколку реализирани проекти. Покрај разгледување на објектите, министерот Панче Кралев оствари и отворена средба со вработените во училиштата, сакајќи од нив да ги чуе проблемите со кои се соочуваат во